Здраво, дечиња! Јас сум воспитувачката Анета Атанасовска од детската градинка Пролет од Битола. Денес на ова наше дружење сакам да ве запознам со фармата на дедо Диме. Но пред да започнеме, сакам да ве прашам дали знаете што е тоа фарма. Сигурна сум дека знаете, но еве да се потсетиме. Фарма или штала, како некои што ја нарекуваат, е куќата во која се одгледуваат, се разбира дечиња, домашни животни, за кои се грижи човекот, кој се нарекува фармер или во овој наш случај тоа е дедо Диме. Сега јас ќе ви прочитам еден текст, а вие слушајте внимателно. Па да започнеме. Што се случува на фармата на дедо Диме? Па таму е секогаш многу интересно. Се слуша мукањето на кравите, тука е неговиот коњ Шарец, се слуша лаењето на кучето Шарко, кој е верен придружник на дедо Диме, гровтањето на свињите, кокодакањето на кокошките, блеењето на овците. Дедо Диме се грижи и со огромна љубов ги одгледува животните на својата фарма. А пак тие го чувствуваат тоа и секогаш кога ќе им се приближи, почнуваат радосно да мафтаат со опашките и крилјата во знак на поздрав. Секое утро дедо Диме станува рано, за да ги нахрани и да им даде вода. Но и животните веќе го знаат редот. Наутро нетрпеливо го очекуваат да се појави. Секое животно си има свое живеалиште. Се е како што треба. Дедо Диме се грижи да им биде удобно и топло во зима. Тој се грижи за животните, а тие му возвраќаат со тоа што тој од нив добива свежо домашно млеко, свежи јајца, месо и волна. Коњот Шарец пак ја влече конјската кола со која дедо Диме го пренесува сеното од ливадата до шталата. На фармата постои ред и хармонија. Весело е, убаво е, вистинско уживање да се посети фармата на дедо Диме. Ете, дечиња, тоа беше текстот. Се надевам дека ви се допадна и дека внимателно го слушавте за фармата на дедо Диме и неговите животни. А сега имам една игра која се вика Погоди од кого што се добива. Еве овде ни е овцата. Размислете што се добива од овцата. Така е, дечиња. Од овцата се добива волна, од која се плетат убави шалчиња и чорапчиња за да ни биде топло во зима. Ајде да видиме што се добива од кокошката. Така е, дечиња. Од кокошката се добиваше свежи јајца и месо. Еве го прасето. Што се добива од прасето? Размислете. Така е, дечиња. Од прасето се добива месо. И да видиме што се добива од кравата. Така е, дечиња. Од кравата се добива млеко, кое е многу здраво и вие секој ден го пиете, кашкавал и сирење. Сега имам една друга игра која се вика Погодија гатанката.
Затоа вие сега внимателно слушајте, а јас ќе ви прочитам за вие да погодите. Вака вели: живее во штала, вистина е права, бело млеко дава и се вика крава. Браво, дечиња! Еве другата гатанка. Од волната нејзина облека се прави, млекце ни дава, сите да сме здрави. Што е тоа? Така е, дечиња, тоа е овцата. Еве другата гатанка. Куќата ја чува, дено ноќно бдее, да помине покрај него никој не смее. Што е тоа? Така е, дечиња, тоа е кучето. Сега слушајте внимателно, иако знам дека ова сите ќе го погодите. Вели вака: гроф, гроф вика, дете е на свиња. Го знаеме сите од приказната за волкот и трите прасиња. И последната гатанка, слушајте внимателно. Гордо стои тој, со исправена глава. Можеш да го товариш и може да се јава. Размислете, што е тоа? Така е, дечиња, тоа е кончето. Се надевам дека ви се допадна и двете игри, а сега можеме слободно да му кажеме чао на дедо Диме и со неговите животни. И за на крај би сакала да ви предложам, доколку сте во можност, со вашите родители да посетите фарма со домашни животни или вие самите да си направите домашна фарма со вашите играчки, која сум сигурна дека тоа најповеќе знаете да го правите и умеете. Поздрав, дечиња!